Родителите на загинатите во пожарот во Пулс во Кочани тврдат дека обдукцијските наоди за причините за смртта се нецелосни и дека недостига конкретна токсиколошка анализа за цијанидни гасови. Според нив, иако институциите признаваат можност за присуство на цијанид во официјалните наоди, како причина за смрт е наведено само труење со јаглерод моноксид. Тие бараат дополнително и независно вештачење, додека денеска во Идризово продолжува судскиот процес за трагедијата во која загинаа 63 лица. Денешното рочиште го следи колешката Елена Ивановска-Муковска. Елена, денеска рочиштето продолжи со воведни зборови на одбраната. Да, Александар, денеска рочиштето продолжи со последните обвинети кои што дадоа воведни говори, а потоа во овие моменти во судницата овде во Идризово сведочи првиот сведок на предлог на обвинителството. Станува збор за собственик на автолимарски сервис веднаш до објектот на Пулс, на кој што обвинителот му поставуваше прашања пред се за тоа кога да каже што се случило во 2012 година, односно кога го преземал, кога го изнајмил собственикот на Пулс Дејан Јованов, кој што е првообвинет во овој предмет. Тој кажа дека летото 2012 година Дејан Јованов со мајстори почнал да го реновира објектот, потоа следува и прашања што каков бил и што бил објектот претходно и потоа. Сведокот кажа дека пред да биде дискотека, односно кабаре, бил магазин за ташни. Го опишуваше и внатрешниот изглед на барање на обвинителот, дека тоа било голема хала со многу прозорци, но потоа на прашањата каков бил објектот натре, откако го преземал Јованов и станала дискотека Пулс, тој објаснуваше дека однатре прозори немало, дека само однадвор се гледа и други детали кои што го интересира обвинителот околу распоредот на терасите и натрешниот и надворешниот дел. Овој сведок се уште внатре одговара на прашањата. Претходно, како што кажав, завршија воведните говори на одбраната. Говореше одбраната на Александар Нацев, кој најавија дека ќе докажуваат дека тој ниту бил одговорно лице, ниту реален собственик на агенцијата за обезбедување Рубикон, која што обезбедувала дискотеката Пулс и во кобната ноќ. И исто така рече дека единствено што Нацев имал никаква поврзаност со Рубикон е тоа што извесен период бил консултант поради неговата струка, односно од областа на безбедноста. Говореше и Нацев, тој рече дека ќе докаже дека нема никаква одговорност, ниту пак треба да одговара за она што му се става на товар, а дека вечерта кога се случи пожарот во Пулс тој бил надвор од државата. Предлагам да слушнеме и дел од неговиот воведен говор, но и од адвокатите на двете фирми, исто така обвинети, 4M кафе и Рубикон. Денес сите овде сме исправени пред брутално силување на Законот за приватно обезбедување со цел одредени негови одредби да послужат како подкрепа на теоријата на случај која ја презентира подносителот на обвинението. Обвинението формално се повикува на член 288 став 5 во врска со став 3 и 2, меѓутоа суштински не покажува која конкретна обврска ја повредила одговорното лице во рамки на правното лице и како токму тоа конкретно пропуштање, а не целокупниот системски колапс на други надлежни органи ја предизвикало значителната опасност и трагичната последица. Теоријата на одбраната е конципирана на начин што тешкиот и жешкиот товар на докажувањето ќе му го препушти на обвинителството како што е редот, а со оглед на начинот на кој што е напишано истото и доказите содржани во него, ќе му предстои ѓаволски тешка работа. Александар, инаку како што кажати на почетокот, родителите на жртвите утрово побараат пред почетокот на судење, повикаат да има дополнително независно вештачење, велат дека постои јас меѓу документите, меѓу вештачењата на институциите. Пред се посочуваат дека
до денеска не ги добиле дополнителните резултати од испитувањата и велат се отвара сомнеш дека причината за смртта е комплетна и насочена врз основа на токсиколошка анализа, особено ако се има предвид дека водородниот цијанид не се детектира рутински и бараат посебно специфично истражување. Велат дека треба да се направат дополнителни испитувања и очекуваат одговор од институциите. Предлагам да ја погледнеме и изјавата. Цијанид можен, анализи нема. Сериозен јас меѓу институционалните тврдења и обдукцијската документација отвара прашање за вистинска причина за смртта на нашите најмили. Иако во одговорот во основното јавно обвинителство се наведува дека вештачењата на Институтот за хемија и анализите на МВР и ОФИ ја потврдиле веројатноста дека испуштање на цијанидни гасови во последица на согорување на материјалите во клубот, клучно прашање останува неодговорено. Дали при обдукциите е направена конкретна токсиколошка анализа за цијанид и други отровни гасови во телата на нашите починати деца? Во обдукцијските наводи, како причина за смрт е наведено задушување од јаглерод моноксид. Меѓутоа, во самиот обдукцијски налог јасно се наведува дека од телата се земени крв и урина за одредување на јаглерод моноксид, како и за токсиколошката анализа, при што изрично стои дека останатите токсиколошки анализи ќе бидат дополнително доставени. До денес овие дополнителни резултати не се доставени на семејствата, ниту се содржани во конечните обдукцијски наводи. Ово отвора сериозен сомнеж дека заклучокот за причината на смртта е донесен без комплетна и насочена токсиколошка анализа, особено ако се има предвид дека водородниот цијанид не се детектира рутински и бара посебно специфично испитување. Од обвинителството одговара дека нема потреба од дополнителна обдукција или пак ниту пак ексхумација на телата на починатите. Вела дека сите аспекти и анализи ги имале предвид. Причината за смртта на секој од починатите е неспорно утврдена и за најголем дел од нив тоа е резултат на задушување од отровни гасови. Во обдукцијските наводи е наведено дека станува збор за комбинација од јаглерод моноксид и други отровни гасови. Поради сомненија за исклучителна токсичност на гасовите кои настанале по пожарот во Пулс, јавните обвинители од првиот момент во сите издадени наредби инсистира и бара експертите да се произнесат во однос на составот на вдишаните материи кои беа последица на пожарот. Ваквите детални испитувања беа неопходни од три причини: утврдување на причината на смртта на починатите како битна околност за лекување на преживеаните, но и за утврдување на каузалната врска меѓу дејствијата и последицата која токму во овие вештачења се потврди. Ова е дел од одговорот од обвинителството. Ние остануваме да го следиме денешното рочиште за трагедијата за пожарот во Пулс, во кој што животот го загубија 63 млади луѓе, над 200 беа повредени. Како што кажавме на почетокот, продолжува со сведоци.